Македонија да биде енергетски независна. Ова е главната амбиција на идната министерка за енергетика Сања Божиновска. Таа уверува дека во следните 4 години фокусот ќе биде ставен врз инвестициите, а не како што вели врз потрошувачката. Божиновска има амбициозни планови и стратегии, но исто толку предизвици. Идната министерка за енергетика вели дека ќе се обиде да го постигне она во што ниедна претходна влада не успеа – енергетска независност на државата. Нашата цел ќе биде Македонија да не е увозно зависна од енергетика. Тоа значи дека Македонија, сите знаеме дека е држава со многу сончеви денови, имаме природни ресурси и ова ќе мора да го искористиме на максимум и ќе се трудиме да го намалиме првенствено увозот на електрична енергија. Сакаме да ги искористиме сите експерти што се во оваа област, а знаеме дека постојат многу. Значи експертската фела ќе биде консултирана секако и сакаме да ги зајакнеме првенствено капацитетите, нашите домашни капацитети. Божиновска доаѓа на чело на Министерството за енергетика во време кога треба да се донесе нова цена на струјата. Таа уверува дека благодарение на предлог законското решение на мандатарот Христијан Мицкоски, цената на струјата ќе остане иста, но во одреден временски период. Можно е и нејзино намалување. Вчера председателот Мицковски поднесе амандман во парламентот со што може да се олесни процедурата, односно лиценцата што има EVN Home да се продолжи за да нема никакви дополнителни импликации по граѓаните. Ние можеме да ветиме дека веднаш ќе почнеме да работиме на зајакнување на капацитетите и следниот период пресметковен може да направиме една ревизија на работењето и ќе направиме се да нема никакви поскапувања, а како што кажав, ќе се трудиме и можеби да има некое намалување на цената, меѓутоа за тоа треба некој временски период да видиме на што ќе не идеме и на добро планирање и менаџирање. Божиновска најави детална ревизија во работата на ЕСМ и МЕПСО. Таа вели дека ќе се стават под лупа сите сомнителни договори кои биле направени во 4 очи. Според неа, коруптивните сделки се главната пречка во енергетиката. Можам со одговорност да тврдам дека ќе имаме транспарентно работење, односно тендери во 4 очи веќе нема да постојат, а сајтот кој ќе го има министерството ќе биде целосно транспарентен. Граѓаните во секој момент ќе може да знаат колку се произведува електрична енергија во Македонија, за која цена таа се набавува, колку се увезува и колку се извезува. Сите договори што биле направени и се во ред, секако ќе ги провериме, меѓутоа секако ќе се исто така и од независни ревизори ќе побараме експертиза и ќе видиме што си има работено до сега. Македонија за прв пат добива посебно Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини, нешто што експертите долго време го бараа. Сања Божиновска е експерт за енергетика и претходно има работено како консултант во Прага. Образована е на престижни европски универзитети, а по 2,5 децении со стекнато европско искуство. Подготвена е да ги имплементира искуството и знаењето во енергетскиот сектор во Македонија.